Добро вечер од Прилеп, добро вечер од градот Херој, градот под Марковите кули, како што ветивме претходно. Се наоѓаме тука во Прилеп, каде што беше нападната екипата на Инфомакс. Иако го повикав кандидатот за градоначалник на СДСМ, да дојде тука да ми каже зашто беше нападната екипата, нашата екипа на Инфомакс од членови на СДСМ во неговиот штаб. Се уште го нема кандидатот да дојде и да ми каже во лице што беше причината зашто беа нападнати новинари кои што си ја вршеа својата професионална задача. Со мене е новинарот Милош Милошовски кој што беше нападнат, позади камерата е снимателот Иван Ниневски кој што исто така беше нападнат од членови на СДСМ во централниот штаб на партијата тука во центарот на Прилеп. Милош, што се случи? Што правевте вие? Зашто бевте нападнати? Кој беше? Имаше ли расправија претходно? Вака, Александар, значи гледачите не пратеа во текот на целиот ден и вчерашната вечер. Ние го следевме во градот Прилеп колку се почитува изборниот молк. Забележавме низ цел Прилеп денеска и во текот на вчерашната вечер отворени штабови на СДСМ, како има штабовите беа полни со членови од партијата. Предпоставувам се делеше пропаганден материјал. Да, се агитираше. Значи буквално големи имаше изборни нерегуларности. И на крајот од денот се решивме да го посетиме единствениот штаб тука во Прилеп, кој што не го посетивме, тоа е централниот на СДСМ кој што се наоѓа зад нас. Тука ја вклучивме камерата уште на самиот влез во зградата каде што се наоѓа штабот и се упативме нагоре по скалите да видиме, бидејќи не сме од тука, не сме биле никош во штабот во Прилеп на СДСМ, да видиме што се случува таму, бидејќи видовме огромна раздвиженост и голем број на луѓе кои што влегуваа во зградата. Се качувавме по скалите, се додека не идовме на просториите на СДСМ Прилеп, јас се соочив со присутните. Ми прашав дали знаат дека ова што го правите противзаконско е кршење на изборниот молк. Добив некои довикувања, префрлања, навреди од нив, и кога видовме дека атмосферата станува се понепријателски настроена кон нас, решивме да се симнеме по скалите. По скалите дојда по нас тргна тројца членови на СДСМ. Значи, вие не ги предизвикавте, не ги предизвикавте да се конфронтирате, туку кога видовте дека ситуацијата е таква каква што е, се повлековте за да не направите да не ескалира ситуацијата. Да не ескалира. Но тие решиле да ве бркаат и да ја ескалираат ситуацијата. Многу големи фраери демека. Многу големи, многу. Ние бевме нападнати буквално по скалите. Симињајќи се надоле, излеземе од зградата од објектот, ние бевме нападнати. По нас маваа со боксови, со клоци, со чадори, не искршија опремата. Јас бев удрен во рамото, Иван беше удрен во слабината и тоа додека се симињеше од позадине маваа. Јас буквално бев жив штит помеѓу нашата опрема и насилниците од СДСМ. Значи јас ова што го видов денеска, едноставно никогаш во својот живот не сум мислел дека ќе го доживеам као новинар. Зошто? Бидејќи имаше луѓе кои што инфлагранте ги фативме, значи на лице место ги фативме како го прекршуваат законот и наместо, не знам, во најмала рака да се засрама, да се повлечат, тие решија да се конфронтираат со нас. Ние во текот на денот цело време добивавме закани. Една жена, постара госпоѓа, мене ми е дури срам од тоа какво беше нивното однесување, велеше на претходна снимка, пуштете им го куќето. Јас му покажувам во друг штаб, им покажувам легитимација, ми вика стави си ово газ, ти рече директорот на Водово. Директорот на Водово. Ова што се случува е, не знам. Иван, може да дојдеш од оваа страна пред камерата да се најдеш да ни објасниш што се случуваше со тебе. Во живо сме, брат. Во живо. Што се случи? Тоа што ти кажа Милош, значи бевме нападнати, уште ни досаѓаат како што може се закануваат. Да, се закануваат, ама само тоа може. Секогаш идеме појако и не се откажуваме пошто Инфомакс. Иван, фала ти. Како што можевте да забележите сега пред малку, екипа од 23 со возило застанаа да ни се дозакануваат, киграл стапот, оке, тука сме ние. Прилеп Билова, тука сме ние. Полицијата исто така е тука. Ја повикуваме и полицијата да види што се случува и дали е ова нормално, ова нивно непостапување.
Од Прилеп за сега толку. Во текот на вечерта остануваме ние тука, во текот на вечерта ќе се вклучиме уште еднаш ако има таква потреба.